Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип денешниот прес го одржа во урбаната заедница Пребег пред кошаркарското игралиште. Причина е одстранетиот дел од оградата и еден од кошевите. Неработењето на оваа локална власт добива нов облик. Деструктивната политика во институциите сега започна да ја применува и на терен. Досега, граѓаните на Штип не видеа ниту еден реализиран проект од оваа локална власт, меѓутоа, денес може да бидат сведоци на уништување на веќе реализирани проекти. Имено, без конкретна причина и цел, од страна на јавното предпријатие Стипион е одстранета дел од оградата на кошаркарското игралиште во населбата Пребег и исто така одстранет еден од постоечките кошеви. Поради овие деструктивни активности, јавно го прашуваме ЈП Стипион, кои се мотивите за ваквите постапки, за кои потреби е уништена оваа опрема, зошто овие активности се направени во тајност и без јавноста за истите да биде известена, што сака да сокрие ЈП Стипион, дали ќе превземат одговорност надлежните лица за ваквите девијантни однесувања. Оваа локална власт ќе ја запаметиме по неработењето и рушење на веќе изграденото. Господа од СДС, вашето време бргу истекува, но една работа останува, а тоа е дека не можете толку да урнете колку што ВМРО ДПМН може да изгради. Што и да урнете, ВМРО ДПМН повторно ќе го изгради. А еве го и одговорот од директорот на јавното предпријатие Стипион во врска со денешниот прес на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип. Оградата на игралиштето во населба Пребег е одстранета само од безбедносни причини. Бидејќи после силниот ветар прошлата недела целата ограда, дел од оградата беше падната и од реакција на жителите на населбата Пребег беше или да ја санираме или да одстраниме. Во моментот не располагаме со доволно луѓе кои можеа тоа да го средат, па решивме оградата да ја одстраниме и кога ќе дојде услови, истата повторно ќе ја вратиме на лице место. Што се однесува до пресот на ВМРО, на ВМРО ДПМН, можеле да идат и да одржат прес и во населбата Автокоманда, истиот случај го имаме така, со тоа ќе посведечат само за квалитетот како е изградена таа ограда. Имено, целата ограда, сите анкер плочки воопшто не се заварени, нема косници, така што оваа во Пребег падна, а во Автокоманда не е падната, меѓутоа има сериозна закана и таа да дојде до несакани дејства претежно по децата кои играат на овие игралишта.